Главната причина поради која што видовме толку голем бран на ослободување на земји од ова француско робство беше токму ова. Значи, како вратка можеме да видиме дека Русија, посебно Вагнер, целата дивизија на Вагнер беше испратена во Франција после успешната одбрана на Бахмут, тоест завземање на Бахмут, да ги ослободи овие земји од Франција како вратка за помошта во Украина. Со тоа што можеме да видиме дека буквално 2022, 2023, 2023 тоа е, како што можеме да видиме, вратката за која што зборувавме, каде што голем дел од овие земји понатаму се ослободија целосно од военото присуство на Франција. Можеби не од економското, но дефинитивно од военото. Можеме да видиме дека во однос на воено присуство до крајот на 2023 година овие три земји биле целосно ослободени од воено присуство на Франција. Дополнително, до крајот на 2025 година можеме да видиме дека сите останати земји во кои што претходно видовме дека има големо француско присуство, посебно на делот на Западна Африка, погледнете. Чад целосно се ослободила француската војска во 2025 година. Потоа Сенегал 2025, брегот на Слоновата коска 2025, Централна Афричка република 2016, ова е малку порано. Единствена земја во која што во Западна Африка останува француска војска е Габон. Така да можеме да видиме дека најголем дел од овие држави во овој период за време на украинската војна се ослободуваат од француската воена окупација.